Добар ден, драги ученици. Јас сум Катерина Петреска-Минуска, оделенски наставник во Основно училиште Христо Узунов, село Другов. Денешнава видеолекција е наменета за учениците од второ оделение по предметот математика. Наставната содржина за оваа видеолекција е множење и делење, односно учениците се запознаат со операциите за множење и делење. Целта на овој видеочас е учениците да го разберат множењето како собирање на исти собироци и да го користат знакот за множење, да го разберат множењето како опишување на низа од броеви и да го разберат делењето како групирање и да го користат знакот за делење. Потребни материјали за работа за овој видеочас се 3 парчиња конец или вуница, пресечени со иста должина, отприлика околу 30 см, 12 капачиња или графчиња, копчиња, било што вие дома што имате, се надевам дека имате нешто од овие работи, молив, гума и тетрадка. Сега ќе ве замолам да стиснете пауза и да го обезбедите потребниот материјал за работа, за да започнеме со видеочасот. Најпрво ќе се запознаеме со множењето, да видиме што е тоа множење. На сликава овде имам представено неколку затворени криви линии. Секоја затворена крива линија представува една група. Да видиме колку групи се представени. Гледаме дека на сликава се представени 3 групи. Овие групи вие можете да ги представите со вашите парчиња од вуница или конец. Сега во секоја група ќе додадам по неколку капачиња, а ќе ве замолам истото и вие тоа да го направите со вашите капачиња. Да видиме колку капачиња има во секоја група. Гледаме дека во секоја група има по 4 капачиња. Во првата група има 4, во втората 4, во третата 4. Еве слика како јас тоа го направив, овие групи ги направив со помош на парчињата од вуница и во секоја група ставив по 4 пиунчиња од играта Не лути се човече, која се надевам дека и вие ја имате сите по дома и сте ја играле. Ајде сега да видиме колку вкупно капачиња има. Првата група има 4, плюс 4 во втората група, тоа се 8, плюс 4 во третата група, тоа се 12. Значи, 4 плюс 4 плюс 4, вкупно се 12. Ова можеме ние да го запишеме со бројните израз за собирање со знакот плюс. Можете и вие ова да го направите во вашите тетрадки да го запишете. Како ние ова ќе го пресметаме на друг начин? Групирањето можеме да го пресметаме или да го представиме со помош на бројни низи. Ако во првата група ние имавме 4 капачиња, значи првиот број во бројната низа ни е 4. Кога ќе додадеме уште 4 капачиња во втората група, значи наредниот број во бројната низа кој што се зголемува за 4 ќе биде бројот 8. Кога ќе ги додадеме уште 4 капачиња во третата група, ќе видиме дека нареден број во бројната низа е бројот 12. Че видовме дека оваа бројна низа се зголемува за 4. 4, 8, 12. Сега ќе видиме како ова групирање ќе го представиме со помош на операцијата за множење. 3 групи по 4 капачиња еднакво на 12. Значи 3 по 4 еднакво на 12. Значи што е множењето? Множењето е скратена операција на еднакви собироци. Наместо ние да запишеме со знакот за собирање бројот 4 да го собериме 3 пати, 4 плюс 4 плюс 4, можеме да го запишеме
скратената операција за множење 3 по 4. Ако 4 плюс 4 плюс 4 еднакво на 12, значи 3 по 4 еднакво исто на 12. Во операцијата множење, броевите 3 и 4 се множители, точката помеѓу нив е знакот за множење, а број 12 е производ. Истото ви ова може да си го запишете во вашите тетрадки. Сега да видиме што е делењето. 12 капачиња ќе ги ставиме на страна како една група. Сега ќе ги поделиме ние во неколку групи, така што секоја група ќе има по 4 капачиња. Како што ќе одделувам јас, така и вие ќе ги одделувате вашите капачиња. Прво ќе ги одделам првите 4. Потоа ќе одделам уште 4 и на крај ги одделувам последните 4. Сега добивме неколку групи со по 4 капачиња. Ајде да ги изброиме колку групи ние добивме со по 4 капачиња. 1, 2, 3 групи. Гледаме дека добивме 3 групи со по 4 капачиња. Значи, беа 12 капачиња на почетокот, откако ние ги поделивме по 4 по неколку групи, видовме дека добивме 3 групи со по 4 капачиња. Тоа го запишуваме со броен израз за делење 12 делено на 4 еднакво на 3. Кога би направиле проверка, така што да почнеме обратно со операцијата за множење, така што бројот 3 ќе го помножиме со бројот 4, видовме дека 3 по 4 еднакво на 12. Со ова заклучуваме дека делењето е обратна операција од множењето. Значи, што е делењето? Делењето е обратна операција од множењето. Ако бројниот израз 3 по 4 еднакво на 12 представува операција множење, обратна операција од множењето е делењето. 12 делено на 4 еднакво на 3. Исто ова можете и вие да си запишете во вашите тетрадки. 12 делено на 4 еднакво на 3. Бројот 12 во операцијата делење представува деленик, бројот 4 представува делител, двете точки помеѓу броевите представува знакот за делење, а бројот 3 е количникот. Истото и ова ќе го запишете во вашите тетрадки. Пред да завршам со денешнава видео лекција, имам една домашна задача за вас, драги дечиња. Ќе напишите неколку примери за множење и делење, само со други броеви. При тоа, користејќи ги го начинот кој вас ви е најлесен, можете да користите цртеж или капачиња, можете и двата начини да ги користите. Се надевам дека успешно ќе сработите домашната задача.